Продолжениот празничен викенд ги наполни бугарските туристички центри, но и плажите во Грција. Само преку граничниот премин Делчево на 8 септември за Банско или Грција заминале 2000 патници, најмногу од Скопје, но и Тетово, Охрид, Штип и од цела Македонија. Преку граничниот премин Делчево влез-излез остварија вкупно 7750 патници, од кои на самиот ден, петок 8 септември, влез-излез остварија 3075 патници. Од тие само на излез беа 2000 патници и од кои 90% беа македонски државјани. Истите во најголем дел патуваа за туристичките центри во Република Бугарија пред се Банско и мал дел за Република Грција преку Република Бугарија. Зголемената фреквенција на возила и за овој празничен викенд на граничниот премин Делчево создаде километарски колони автомобили кои чекаа и по неколку часа за влез во соседна Бугарија. Патниците на самиот граничен премин Делчево при излез чекаат за времето само кое што е потребно за извршување на неопходните гранични проверки, а проблемот се јавува кај соседниот граничен премин Станке Лисичково, што има само две сообраќајни ленти, едната е за излез, едната е за влез и целиот патен сообраќај е насочен, значи и патнички моторни возила, и товарни моторни возила, и автобуси е насочен на тие сообраќајни ленти. Дека и овој празничен викенд им започнал со невози на граничниот премин Станке Лисичково, сведочат и туристите. Од Бугарија идеме, до Банско бев. За викендот? Да. Каде најмногу се чека, од бугарска страна или како? Па проблемот е секогаш на бугарска страна. Колку време чекавте? На одење чекавме 2 часа. Од Велес. Често поминувате одовде? Да. И чекате ли многу, како е? Не. На нашата страна не, а на другата страна да. Од Софија. Да, каде одите? В Делчево. Зашто? Ами вече трети пат идваме и хубаво е. Да. Харесвам. Чекате, има гужви? Не, всичко нормално. Последниве 10 години фреквенцијата на граничниот премин Делчево е зголемена за 100% и оваа година се очекува новој граничен премин да влезат и излезат од држава во околу 600.000 патници, а само летово се евидентирани 170.310 патници. Дневно овде поминуваат и по 150 товарни возила или месечно тоа е 3000. Фреквенција на возила која не соодветствува со тесното грло на бугарскиот премин за влез во Европа.